Актуелната политичка состојба, наметнатата криза како интеграцијските процеси важни за државата биле тема на денешната средба на председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски и известителите на Комисијата за почитување на обврските и заложбите на земите членки на Советот на Европа, соопштија од партијата. Груевски го афирмирал својот став за крај на политичката криза, посочувајќи дека изборите на 5 јуни се неопходни за нејзино надминување преку еден демократски процес каде граѓаните согласно нивната волја ќе одлучат за иднината на државата. Груевски посочи дека приоритет на ВМРО ДПМН е тие да бидат фер и демократски, зашто институциите задолжени за процесот и нивно организирање имаат потполната поддршка. Тој подвлече дека изборите се и тест за демократскиот капацитет на партиите и подготвеноста да се соочат со волјата на граѓаните. Груевски истакна дека е потребен крај на кризата и тоа го сакаат и очекуваат граѓаните, како и враќање на реформските процеси и продолжување на реализација на проектите кои се од нивен интерес. Груевски истакнал и дека стратешки интерес на Република Македонија е членството во Европската Унија, а реализацијата на реформите е во фокусот на ВМРО ДПМН. Председателот Велјановски пак со членовите на делегацијата разговарал за правната рамка во која би се одржале предвремените парламентарни избори, како што се наведува во соопштението од Собраниската прес-служба. Председателот на Собранието потенцирал дека според уставно-правната регулатива во моментов не постои можност за свикување собраниска седница и укажал дека сите политички фактори треба да си преземат одговорност и да покажат зрелост во однесувањето. Велјановски укажа дека Собранието треба да е дел од сите преговори преку кои се водат диалог, од кој произлегува договор, и потенцира дека отсуството на Собранието во преговорите е голем недостаток во разрешувањето на политичката криза во државата, имајќи предвид дека реализирањето на договорот во најголем дел се одвива преку Собранието. Од Социјалдемократскиот сојуз соопштија дека лидерот на партијата Зоран Заев се сретнал со шефот на делегацијата на Адхок комисијата на парламентарното собрание на Советот на Европа Шенах. Заев и Шенах разговарале за актуелната политичка криза во Македонија. Лидерот на СДСМ нагласил дека не се исполнети трите клучни услови за фер и регуларни избори, а кулминација била одлуката на председателот Ѓорги Иванов за аболиција. Според соопштението на средбата е констатирано дека продлабочувањето на политичката криза води кон нестабилност за земјата. Заев порачал дека за добрата иднина на Македонија неопходно е исполнување на клучните предуслови за фер избори и учество на сите политички субјекти на регуларни избори. Во делегацијата предводена од Штефан Шенах од Социјалистичката партија на Австрија се наоѓаат уште 6 на други пратеници од сите политички групи на парламентарното собрание. Оваа предизборна посета на делегацијата на парламентарното собрание на Советот на Европа е со цел да даде оценка делегацијата за условите во земјава и за тоа до кој степен институциите се подготвени да ги организираат и да ги спроведат закажаните предвремени парламентарни избори на 5 јуни. Покрај средбите со представници на политичките партии во земјава и председателот на Собранието, на дводневната агенда на делегацијата од ПСС се и средби со председателот и членовите на Државната изборна комисија, јавниот обвинител, како и со дипломатскиот кор и представниците на меѓународните организации, граѓанското општество и медиумите.